Шесте македонски историчари од Историската комисија ингасирале околу 240.000 евра од Министерството за надворешни работи во текот на минативе 3 години. Најмногу од нив инкасирал првиот човек Драги Ѓоргиев, кој на име хонорар за својата активност добил некаде околу 80.000 евра. Околу 35 до 40.000 евра добиле Љубица Спасковска, Петар Тодоров и Љупчо Ристевски, меѓу 20 и 25.000 евра добиле Александар Литовски и Дарко Стојанов. Толку пари добиле луѓето кои ни скроја договор со Бугарија за античкиот период и средниот век. Од 6 македонски историчари, само еден експертиза на работење му е антиката и средновековието, а тоа се темите за кои досега е постигнат договор меѓу Македонија и Бугарија. Тоа е Дарко Стојанов. Од другите, никому првична дејност не му е она, зашто се договориле со бугарските колеги. Петар Тодоров го работи османско-турскиот период, Александар Литовски се занимава со новата и најнова историја меѓу 41 и 91 година. Љупчо Ристевски пак е антрополог, професор на Институтот за етнологија и антропологија на УКИМ. Антиката и средниот век не се експертиза ниту на првиот човек на комисијата, академик Драги Ѓоргиев. Османлискиот период е негова главна дејност. По враќањето во Скопје магистрирал во 1995 година на катедрата по историја на Филозофскиот факултет во Скопје на тема Скопје од турското освојување до крајот на 17 век. Истата година бил избран за асистент во оделението за османо-турскиот период во Институтот за национална историја. Член на комисијата е Љубица Спасковска, која е доцент на Универзитетот во Ексетер, Велика Британија. Според нејзината биографија на сајтот на овој универзитет, ниту таа не се занимава со она што сега се договорија историчарите. Моите истражувачки интереси се во историјата на југоисточна Европа, политичката и социокултурната историја на интернационализмот, вклучувајќи го развојот, неврзаноста, деколонизацијата и историите на генерациите, притоа обезбедувајќи нови важни перспективи за повторно создавање на антиимперијална Европа и пристапи кон европско-глобалните јужни односи. Голем број историчари реагираа дека со Бугарија договорни постигнале личности, на кои што овие периоди не им се експертиза, што е плюс дамка на она кое што се сработува. Ова е целосен бугарски текст што комисијата го пренесува кај нас и сакаат да го инсталираат кај нас во учебниците. Не држи нити историска вистина, нити историски аргументи. Се што е кажано лаички. Нормално, тие се турколози, двајцата таму историчари, и овој што се откажа беше од турскиот период, се откажа после откако го донеле тоа, и другиот што тие го избркаа беше за втората седмица. Бранејќи својата работа од Историската комисија пак порачаа дека не менувале историски факти, туку промовирале образование кое нема да биде основа за манипулација на младите.